Поздрав до сите вас, драги браќи и сестри, сите кои не гледате по пат на интернет, во вашите домови. Би сакал Божите благослови денеска да бидат излиени врз сите нас. Денеска е посебна сабота и време кога се дружиме меѓу себе и со Господа. Предмет на нашето денешно размислување е всушност една тема од Библијата, една библиска личност која поминала трагично во својот живот. Библијата е полна со личности кои оставиле белег во својот живот. И токму денеска ние ќе размислуваме за Уз, човек кој сакал да му помогне на Бога. Меѓутоа, тој доживел трагедија. Затоа малце подолу во самата тема. Кога ќе го спомнеме името Уз, драги браќи и сестри, дали имате сочувство кон таа личност, бидејќи тој страдал кога покушал да му помогне на Бога. Правилно да ја разбереме самата ситуација за случајот со Уз, треба малце историски да навлеземе во животот на старите израелци. Мора да ги согледаме тие историски околности, под кои околности се одиграле овие настани или самата случка со смртта на Уз. Би сакал да се вратиме во минатото, кога во живот се уште бил пророк Самуило. Тој бил пророк, вели Библијата, во Израел. Во тоа време со Израел управувал Бог, а потоа Бог својата волја ја пренесувал преку пророците или судиите. Но тоа било и време на промени, кога израелците повеќе не сакале Бог да управува со нив, туку тие сакале да се изедначат со околните народи. И затоа, еве на почетокот да го читаме овој текст во 1 Самуилова 8 глава 5 стих. И му рекоа: ете ти остаре, а твоите синови не одат по твоите стапки. И така постави ни цар да владее над нас, како што е тоа кај сите народи. Интересно, тенденција е кај човекот да се изедначи со околните народи, со оние кои се околу него. Израелците биле раководени од страна на Бога. Бог ги испраќал своите пораки, своите совети преку пророците, преку судиите. Но ете гледаме сега како народот повеќе не сакал таква комуникација со Бога, односно Бог да управува со нив. Тие сакале да се изедначат со околните народи, кои имале цар, кои имале водач. Освен внатрешните проблеми кои ги имале израелците, браќа и сестри, израелците имале и надворешни проблеми, односно непријатели. Тоа биле филистејците. Постојно тие воделе борба со нив. Всушност, во тоа време, војните се воделе на еден специфичен начин. Некако денеска. Тогаш борбите се воделе во текот на денот. Кога сонцето ќе изгре од исток, па скроз до навечер кога ќе зајде сонцето. За време на тој светлиот ден, би рекол, од денот, војниците или овие страни кои војувале, воделе борба таму надвор од градовите, надвор од селата во полињата. И кога сонцето ќе зајде, војниците се повлекувале во своите шатори, во своите логори, а водачите, они кои управувале со тие војници, се собирале во шаторите и разговарале, размислувале, правеле биланс, колку загинале, колку војници изгубиле или пак зошто ја изгубиле битката, односно борбата. И така, во една борба, во една голема, страшна борба, израелците изгубиле многу своји војници. Овде во 1 Самуилова, во 4 глава, ако ја отвориме Библијата, драги браќа и сестри, ќе видиме дека израелците во таа борба изгубиле 4000 војници, борејќи се против филистејците. И кога војниците навечер си отишле во своите логори, во своите шатори да одмараат, да се приготвуваат за следниот ден, оние војсководителите седнале, разговарале и се прашувале: зошто изгубивме толку војници? Која е причината на нашиот пораз? Зошто Бог не ни помогна, бидејќи станува збор за израелците? И тие заклучиле дека главна причина зошто изгубиле во борбата, затоа што ковчегот не е со нив, а тие верувале дека присуството на ковчегот представува благослов, представува заштита. И затоа била издадена итна наредба да се ковчегот од Силон
кај што се наоѓал Божиот ковчег, сега да се донесе во логород, таму во еден од чаторите. И тука тој да престојува, зашто утре дента треба повторно да се борат против филистејците. И навистина, под итна постапка, ковчегот бил донесен во логород. Наредбата била спроведена. И затоа следниот ден израелците се осоколеле, се охрабриле, дека сега ќе победат, мислејќи дека ковчегот е во нивна средина. И едноставно отишле со сета своја сила, со сите расположливи војници кои ги имале, израелците тргнале во повторна борба, надевајќи се дека сега ќе извојуват победа. Од друга страна, филистејците разбрале дека ковчегот е донесен во логород. И тие верувале дека ковчегот значи Божје присуство, Божји благослов. И биле едноставно песимисти кога тргнале во борба сега против израелците дека ќе извојуват некоја победа. А од друга страна, израелците се охрабриле. Филистејците знаеле дека Бог ги водел израелците преку пустињата, од Египет кон ветената земја. Слушале за тие борби, за тие победи кои ги израелците доживувале. Сега овие војсководители филистејски морале да направат посебен напор, за да ги охрабрат своите војници, да смело и храбро се борат во утрешниот ден против израелците. И навистина останал нов ден. Сонцето веќе излегло. Војниците биле приготвени да отидат во полето и повторно да се судрат меѓу себе. И извештајот вели дека во таа страшна борба Израел, наместо да биде победник, тој станал губитник. Израелците во таа борба, драги браќи и сестри, изгубиле ни малку ни повеќе. Извештајот вели изгубиле 30.000 војници. Замислите, 30.000 војници загинале во таа борба. Денот поминал, повторно водачите се повлекле, седнале и разговарале. Зошто повторно изгубивме борбата? Зошто? Што се случува? Па ковчегот Божје во наша средина. Па зарем ковчегот не представува присуство на Бога? Се прашувале, зошто толку голем пораз? Ако е Бог со нас преку ковчегот на заветот, зошто тогаш се случи оваа трагедија? Се прашувале и најпосле можеби донеле заклучок. Тогаш ја откриле правата вистина за нивниот пораз, браќи и сестри. Всушност, израелците не го прашале Бога дали смеат ковчегот да го донесат во логород. Тие не смееле тоа да го направат, зашто тоа не било волја Божја. Второ, не било волја Божја да тие војуваат против филистејците. И затоа тоа биле причини за нивниот пораз. Всушност, тогаш се верувало, ако некој народ биде поразен, всушност тоа и пораз на нивниот Бог во кој тие верувале. Знаеме дека израелците веруваат во живиот Бог, во небесниот Бог, додека филистејците имале свој божества, еден голем Бог наречен Бог Дагон. Во таа прилика, во таа борба, филистејците го заробиле ковчегот на заветот, го зеле со себе и го однеле во својата земја. И го сместиле токму пред Богот Дагон, во една просторија, тука бил ставен тој ковчег Божји. Биле охрабрени, биле задоволни, биле среќни, затоа што извојувале победа, 30.000 војници биле убиени од страна на непријателот и всушност го заробиле ковчегот Божји, за кој тие верувале дека тоа значи Божје присуство, Божји благослов. Ако ковчегот биде во твојот дом или во мојот, тоа значи Божја присутност. Така верувале овие филистејци. И го ставиле ковчегот на заветот токму пред овој Бог Дагон. Наутро кога дошле, го нашле нивниот Бог како е паднат, целиот искршен. Се уплашиле и си рекле што се случува. Повторно кипот бил вратен во првобитна положба, но и следното утро повторно Дагон, Богот Дагон бил паднат и искршен. Ова гледка ги вознемирувало самите филистејци
и си рекле тоа е Божја казна. Затоа треба брзо да се ослободиме од овој ковчег на заветот, да го однесеме што подалеко од нас, зашто ќе не снајде големо проклетство. И затоа одлучиле овој ковчег на заветот да го испратат во друго село. И навистина, кога ковчегот бил однесен во другото село, и таму се случиле некои чудни појави. Библијата вели дека кога ковчегот бил донесен во тоа село, кај луѓето се појавиле чирови, се појавиле тумори и многу луѓе заболеле од чудни болести. Прето ги немало тие болести, но сега кога ковчегот пристигнал во нивното село, на нивната територија, луѓето почнале да се разболуваат. И затоа тие решиле да го испратат ковчегот сега во другото соседно село. И така од село во село ковчегот бил носен. Луѓето секаде каде што ковчегот присуствувал се разболувале, но не умирале. Едноставно имале тешки заболувања. И најпосле филистејците сватиле дека овој ковчег не носи благослов, туку проклетство. И сакале да се ослободат од нив. Сакале од нивната територија да биде однесен во израелската територија, повторно да им го вратат на израелците. Тие знаеле дека Господ Небесниот е поврзан со овој ковчег. Од самиот почеток тие верувале во тоа. И затоа го украле, мислејќи дека сега ќе имат благослов, но наместо благослов тие доживувале проклетство. И затоа со голем респект, со голема почит, сакале овој ковчег на заветот да го вратат назад на израелците, каде што и припаѓал. И кога ги читаме овие глави, 5-та глава и 6-та глава во прва книга Самуилова, ние ќе наидеме на еден извештај, почитувани, каде што филистејците направиле на дрвена кола, нова, зеле 2 крави, кои имале свој телиња. Тие крави воопшто дотогаш не биле впрегнати да носат, да влечат кола. Сакале што поголем респект и почит да му оддадат новој ковчег на заветот. И затоа, како што спомнав, направиле нова кола. Кола која дотогаш никогаш не била употребувана за никакви цели. Крави, млади, односно имале телиња, никош дотогаш не воделе, односно не влекле, не биле впрегнати. И тогаш го ставиле ковчегот Божи на оваа кола. Ги впрегнале кравите, телињата ги оставиле дома, во шталите. И тие си поставиле 2 задачи, односно 2 цели. Кравите се нови, односно никогаш не биле впрегнати. Имат телиња, но ако е волја Божја, тие крави ќе го однесат ковчегот во израелската територија. Ги насочиле кравите и колата кон Израел и ги пуштиле и си рекле, ако не е волја Божја, кравите ќе се вратат назад кај своите телиња. И навистина, кравите биле пуштени и тргнале мирно да одат кон израелската земја. Замислите, крави кои никогаш не влекле кола. Вие знаете, младите крави или волови се учат поред старите, они кои веќе биле искусни во влечење на кола, се врзуваат поред нив за да стекнат знаење или да се навикнат. Новие крави, чудо, се чуделе, никогаш не биле впрегнати во зегвар. Сега ги пуштиле и мирно одат кон израелската земја. Кравите не се свртиле назад, оделе право. Тоа било за нив знак дека е тоа волја Божја, што ковчегот го враќаат назад кај израелците. И кога колата одела, односно кравите се движиле поред патот, влегле на тлото на Израел. А тоа било време, вели Библијата, време на жетва. Време кога многу луѓе биле во полињата. Многу луѓе го собирале житото. Приметиле кола со крави која влечат, а нема човек. Ја запреле колата, ги распрегнале кравите и тогаш, овде вели Библијата, дека израелците ги заклале кравите. И тука
на еден голем камен, како жртвеник, ги принеле тие две крави на жртва. Од колата направиле, ги расекле дрвјата и наложиле оган и ги запалиле кравите како жртва паленица пред Господа. Брзо се разнела веста дека ковчегот е повторно на нивна територија, дека ковчегот е повторно тука, тоа значи благослов, тоа значи Божје присуство. Сите биле радосни и среќни што ковчегот е повторно во нивна средина. Меѓутоа, биле радознали, сакале да дзирнат внатре што има во ковчегот. Но според правилата кои Господ ги дал, почитувани таму во Стариот Завет, никој не смел да го отвара капакот и да дзирка, да гледа што има внатре. Ниту левитите, само првосвештеникот еднаш во годината имал право да го отвори капакот и да види што има внатре. Но луѓето биле радознали. Совладени од таа радозналост се осмелиле да го подигнат капакот и да го отворат ковчегот. Спомнав дека целиот стар Израел знаеле за тоа правило, дека не смеат да го отварат, дека не смеат да гледат внатре. И затоа Бог дал правило. Кога ковчегот бил пренесуван од страна на старите левити од место до место, тие морале да го почитуваат Божето правило. На ковчегот имало алки и преку тие алки имало дрво или носач, стапови дебели, и на тој начин тие го пренесувале ковчегот од едно место до друго место. Сега го зеле ковчегот и го ставеле на еден камен и тука гледале, се радувале. Ковчегот не смел да биде отваран, како што спомнав, од никој освен од првосвештеникот еднаш во годината. Но знаеме дека овде се случила сега трагедија. Овие радознали сакале да отворат, да видат што се случува внатре. Биле радосни, правеле веселба, зашто ковчегот е повторно во нивна средина. Еве го текстот. И тој ги удри жителите на Вец Семес. Значи ковчегот со кравите стигнале во ова место, наречено Вец Семес. Бидејќи погледнаа во Господовиот ковчег, затоа Господ порази 50,070 луѓе меѓу нив. Народот тагуваше заради тоа што Господ ги порази со големо истребување. Почитувани, каква трагедија! Филистејците, кога ковчегот бил во нивна средина, се разболувале од тешки тумори, од тешки болести, но не умирале. Сега израелците, кои ја имале вистината во своја рака, а не ја почитувале, дзирнале, го отвореле капакот, виделе во ковчегот што се наоѓа и Господ реагирал, вели овде текстот. Филистејците се разболувале, додека израелците умирале. Замислете каква таа бројка. 50,070 луѓе меѓу нив. Тоа е еден град, солиден град, да бидат убиени, истребени. Но гледате овде што се случува. Народот сакал да погледна внатре и погледнале. Тоа не смеле да го направат, бидејќи постоела јасна наредба од страна на Бога. Само првосвештеникот еднаш во годината имал право да погледне внатре. Всушност овде станува збор за послушност што народот Божи требало да го има кон Бога, почитувани. И таа нивна непослушност била казната, како овде што вели текстот. Навистина, филистејците само се разболувале, додека потоа оздравувале, а израелците умирале веднаш. Зошто тоа се случувало? Затоа што израелците ја имале вистината и требале да покажат послушност до крај. Меѓутоа, одиме понатаму со нашето размислување. Еве, отприлика како изгледал тој ковчег, значи требало да се носат на стапови, на еден посебен начин, што Господ им дал правила на старите израелци. И сега, кога се случила таа трагедија, овој ковчег бил пренесен во едно семејство, левитско семејство.
Tamo toj ковчег останал 20 години на чување. Значи, кога се случила ова трагедија, бидејќи се уште немало водачи во Израел, се уште било политичко превирање, ковчегот бил заслонат во едно левитско семејство. Таму тој ковчег бил 20 години. Интересно, тука се раѓале деца во домот на Илиазар. Значи, тука бил сместен тој ковчег, каде што го чувало ова семејство и со голем респект. Тука се раѓале деца, тука се подигнувале нови семејства и така натаму и така натаму. Меѓутоа, овде се родило едно момче, едно дете по име Уз. Тоа дете растело поред ковчегот. Татко му на Уз му зборувал: сине, ова е Божи ковчег. Ова значи Божие присуство, посед правила на однесување, ова е света работа и мора да се однесуваме со почит и со респект. Замислите го Уз, кој 20 години овде ќе расте поред ковчегот Божи, нема да го научи тоа почитување. Нема да ги следи тие прописи Божи. Едноставно ќе се навикне да се однесува кон ковчегот како кон обична кутија дрвена. Присутноста Божја во ова куќа, почитувани, во куќата на Илиазар, не било доволно да ова момче се научи на послушност или лекција која треба да ја научи. Прашање сега за нас, почитувани, дали ние го слушаме Бога? Колку ние ги слушаме Божите правила и прописи? Овде гледаме дека Бог едноставно ги дал тие прописи и правила за добробит на израелскиот народ. Меѓутоа тие, како што спомнав, останале непослушни. Одиме понатаму да го следиме текстот. Кога читаме за ова, царот Давид, кој веќе во тоа време бил поставен за цар, разбрал што се случило и зошто се случила таа голема трагедија, кога е во прашање за ковчегот Божи, кој бил едноставно украден од страна на филистејците, па вратен со таа нова кола и со крави кои дотогаш не влекле кола. И сега царот Давид одлучил да едноставно ковчегот Божи го повторно врати назад. Да го врати назад во Иерусалим. Спомнав пред малку дека во една борба, кога израелците воделе со филистејците, изгубиле 30.000 војници. Сега Давид повторно зел 30.000 луѓе, млади момчиња и направиле една голема процесија. Едноставно направиле процесија да го вратат ковчегот во главниот град. Повторно направиле една нова кола, зеле сега волови и нешто слично како филистејците што направиле, да го вратат ковчегот назад. Се било договорено. Ајде да го читаме текстот. Кога дојдоа до Нахоновото гумно, Уза посегна со раката по Божиот ковчег, за да го подржи. Зашто воловите за малку не го превртија. Но Господ се разгневи на Уза. Бог го удри на местото заради тој престап, така што умре таму, покрај Божиот ковчег. На Давида му беше жал, зашто Господ го удри така Уза и тој го нарече тоа место Фарес Уза, што значи пораз, како што се вика и до денешниот ден. Интересно, тие 20 години, додека ковчегот бил во семејството, што го спомнавме пред малку, во едно левитско семејство, Давид се распрашувал низ царството каде е ковчегот и му рекле неговите советници: таму, во тоа семејство, во тоа село се наоѓа ковчегот Божи, во семејството Авинадово. И затоа Давид сега рекол: ајде да го вратиме. И неговите советници рекле: повторно ќе направиме голема процесија, нека се знае дека ковчегот се враќа повторно назад. И еве овде го читавме овој извештај. Поворката отишла во тоа семејство, ковчегот бил ставен на таа нова дрвена кола. Тука се воловите, мноштво, вели Библијата, народ. И еве што се случува.
Воловите одеднаш се исплашиле и колата само што не се превртела. Уз со неговиот брат тука оделе поред колата. И Уз сега сакал да го допре ковчегот, за да не падне. И погледнете каква трагедија, погледнете каква молња, погледнете што се случува, каква реакција Божја, почитувани. Бог реагира. Уз е мртов. Човек кој сакал да му помогне на Бога, умира од истиот тој Бог, бива убивен од Бога. Се прашуваме, верувам денеска, каков е тој Бог кога некој сака да му помогне, а Бог му возвраќа со смрт? Дали овде Бог е оној кој се однесува тирански? Дали овде Бог се однесува оној Бог кој е строг? Или па грешката е кај Уз, почитувани? За кој минут ние ќе откриеме вистината? И не смееме пред време да донесуваме пресуди, било за кога, додека не се испитат работите. Давид направил голема процесија. 30.000 луѓе загинале, знаеме, на бојното поле со филистејците. Сега повторно Давид ќе земе 30.000 луѓе, за да го врати ковчегот на заветот. Исти број, колку загинале, толку сега ќе бидат во придружба на ковчегот при неговото враќање во Јерусалим. Но еве трагедијата. Човекот кој сакал да му помогне на Бога умира во присуство на 30.000 луѓе. Прашање големо за нас. Дали сметате дека тоа било фер од страна на Бога, драги браќа и сестри, драги пријатели? Дали имате сочувство кон овој човек? Дали имате сочувство кон Уз? Човек кој страдал затоа што сакал да помогне. Уз не ограбил банка. Уз не убил човек. Уз не направил некој зло дело. Уз не ги прекршил 10 Божи заповеди, но сепак нешто прекршил. Сигурно Бог не би реагирал така без везе. Имал причина зошто Бог така реагирал. Секако имало и поголеми драстични настани во текот на израелскиот народ. Бог така нема да реагира. Но Бог знае кога, како и на кој начин да изреагира, браќа и сестри. Нешто слично како и во Новиот Завет со семејството Ананија и Сапфира. Бог драстично ќе изреагира само за една лага. А после тој настан луѓето повторно ќе лажат и поголеми лаги ќе создават. Меѓутоа Бог така не изреагира. Но Бог знае кога, како и на кој начин да изреагира. Бог има суверено право да работи што тој ги има планирано. И ние не смеме да му се мешаме во Божјата промисла. Бог е затоа Бог. Ние сме негови поданици. Бог поставил правила, Бог поставил начин на однесување. Овде ќе видиме дека Уз прекршил правило кое не смел да го прекрше. Сушност, ајде да читаме во 3 стих, во истата глава, во 2 книга Самуилова, во 6 глава, во 3 стих, еве што вели: Божјот ковчег го положија на нова кола, откако го изнесува од Авинадовата куќа. Значи, ковчегот бил 20 години во таа куќа, во таа семејство, кај што спомнавме дека Јус се родил. Уз растел со тој ковчег, во присуство на ковчегот Уз растел. Татко му постојно зборувал: пази, сине, внимавај, ова е Божи ковчег, не смеете да го допирате, не смеете да го отварате. Тоа е присуство Божје. Уз требало да навикне на послушност. И текстот вели: што стоеше на ричето, значи таму на ричето тоа село било, и тука е куќата на Авинадова, и вели понатаму, тука биле Уз и Ахио, двајца браќа. Авинадовите синови ја придружуваа колата. Значи, ковчегот е изваден од семејството, од домот, од куќата, положен, како овде што вели, на ова нова кола, тука се воловите впрегнати, и колата тргнала. И само на едно риче, бидејќи било риче, колата се навртела. И Уз постигнал да го допре ковчегот, да не се преврне. И тука Бог изреагирал, почитувани. И еве ова трагедија. Ова трагедија е тука страшна. Уз бил момче, како што спомнавме, почитувани, кој живел 20 години во куќата, кај што се наоѓал ковчегот Божи. Уз не научил
неколку работи. Почитување на ковчегот, пропишаните прописи кои биле дадени во однос на ковчегот, Уз ги знаел, но тој сега ги прекршил, ги заборавил, ги занемарил. Всушност тој се навикнал кон тие свети работи. Присутноста Божја во ова куќа на овие 20 години не било доволно да Уз ја научи лекцијата која требало да научи. И затоа прашање за нас денеска, браќи и сестри, колку сме ние години христијани? 10, 20, 50? Дали овие 50 години, 30 години, една година со Христа направиле некоја промена во мојот, во твојот живот како христијани? Или сме се навикнале кон светите работи да имаме немарен однос? Кога Бог вели ова е свето, ние велиме ова место е свето место, ова црква е света црква. Во смисол, присутен е Бог, зидовите не се свети, но просторијата, местото кај што Бог се открива е свето место. Каков е нашиот однос кон светите работи? Дали е можно, браќа и сестри, да се наоѓаме толку години во Божје присуство, а да не се однесуваме кон Бога на исправен начин? Или пак толку сме се навикнале да Бога го сметеме како пријател или комшија од вториот спрат или од подолниот спрат? Имаме ли кон Бога респект кога го спомнуваме Неговото име? Затоа вели Библијата, не го земај узелот името Господово. Каков е нашиот однос кон Бога? Ајде малку да размислуваме за тие работи. Со самиот факт дека седиме во црквата Господова и со самиот факт дека го носиме името христијани, не е доволно за нашето спасение. Ние може да напишеме најубава фирма, најубави букви да ставиме, најубава табла да ставиме на ова просторија, на куќата или на црквата, но то не прави поблиски до Бога, ако не ги почитуваме Божите упатства, Божите правила. Да се биде таму кај што е Бог присутен, само по себе не е доволно. Ако јас одам да учам јазик, пример англиски, и влегам во таа просторија кај што учителката или професорот учи, не значи дека јас веднаш сум ги научил тие англиски зборови или сум станал човек кој зборува англиски. Значи, со самото присуство на тој професор по англиски или по друг јазик, не значи дека јас сум англичанец и дека зборувам германски или англиски. Со самото Божје присуство не значи дека тоа е доволно за моето спасение. Секој од нас мора, почитувани браќа и сестри, да биде поврзан со Бога, кој е присутен секако во оваа црква во која се наоѓаме. И тоа во нашиот однос со Бога мора да биде изразено. Мора тоа да се гледа во нашиот однос, но и во нашиот однос еден кон друг. Таа веза со Бога, таа врска со Бога можеме да ја воспоставиме на два начина. Прво, со проучување на Библијата. Ние преку Библијата се поврзуваме со Бога. Се поврзуваме со Бога. Тој тај вертикален однос, постојано да се храниме со речта Господова. И второ, во нашата лична молитва со Бога. Тие се две многу важни работи. За да ги спроведуваме во нашиот живот, потребна е одлука. Не само одлука, него и гест на добра волја тоа да го правиме. Во разговорот со Бога, преку проучување на Библијата, Бог комуницира со нас. И преку Библијата Бог ќе не научи, ќе ни ги открие тие правила, како што Бог му ги открил правилата преку неговиот родител, преку татко му на Уза. 20 години Уз бил учен, да има респект, да има почитување, да има добар однос кон овој ковчег на заветот, зашто тука е Бог присутен и тој требало тоа да го знае. Но постои уште една причина, браќа и сестри, зашто Уз страдал. А тоа Давид подосна ќе го открие. Царот Давид тоа ќе го открие. На Давида му било жал. Ајде да го читаме во Прва Дневникова, 15 глава, 13 и 14 стих, следниве зборови. Зошто не погуби Господ, се прашува Давид, нашиот Бог? Затоа што првиот пат вие не бевте присутни и затоа што не го баравме онака како што треба. Интересно.
Давид изразил жалење, напишал телеграма, читавме пред малко тој текст, дека му било многу жал што страдал Уз. Меѓутоа сега, кога поминало денови, недели, седмици, месеци, Давид седи во својата канцеларија, длабоко размислува каде сгрешиле. Зошто Бог така изреагирал? Зошто страдал Уз, едно младо момче? Ги повикал своите свештеници на советување во својата резиденција и овде Давид, меѓу другото, вели: зошто не погуби Господ, нашиот Бог? Зошто, вели? Затоа што првиот пат вие не бевте присутни и затоа што не го баравме онака како што треба. Во таа процесија од 30.000 млади момчиња или војници кои Давид ги мобилизирал во придружба на ковчегот, кога го враќале назад, не биле присутни свештениците, драги браќа и сестри. Тоа бил првиот голем чекор, односно грешка, првата голема грешка кога го враќале ковчегот. Свештениците не биле присутни. И второ, ковчегот не требало да го стават на кола. Туку на што? Да го носат свештениците како што бил прописот, како што биле дадени правилата во Стариот Завет. Требало свештеници да го носат и тие додат напред. И затоа Давид вели: вие не бевте таму присутни. Затоа што не го баравме она што е волјата Божја. Божја волја не било тоа да го направат со толку војници и да направат на таква процесија. И затоа сега Давид вели: ние всушност се изедначивме со филистејците. Тие ни подметнаа, а ние то така го голтнавме. Тие направија кола, тие зедоа крави, го ставија ковчегот и ни го вратија назад. И ние сега се поистоветивме со нив, со тие необрезани, со тие безбожници, и сакаме да бидеме исти со нив, а да го славиме Бога. Давид ја наведнал главата, свештениците ја наведнале главата и горко се кајале пред Бога што сгрешиле. Направиле нешто што не било според волјата Божја. И затоа Давид вели: чија беше таа идеја да го пренесеме ковчегот Божји на кола? Да, тоа беше филистејска идеја. Тие ни го вратија ковчегот на тој начин. А дали беше тоа Божја волја? Не, никако. Божја волја е овде пропишана. Да го носат ковчегот на еден посебен начин, ваков начин, со свештениците на чело, на рамо, тие да го носат ковчегот. И тогаш тие сватиле, тие тогаш разбрале, дека тие световни филистеи, дека таа световна филистејска идеја, всушност сакале тие да го подкопат Божјиот карактер, односно да ја подкопат верата на израелците во Божјиот карактер, во Божјата волја, во Божјата промисла. Да ги прекршат Божите правила и прописи, кога е во прашање односот кон ковчегот Божји. Наредбата сега била многу јасна. Давид издал наредба. Давид издал декрет. Повторно ковчегот сега да се врати во центарот на израелската држава, во Иерусалим, во храмот, но на начин како што Бог пропишал. Еве како Бог пропишал. Бог пропишал да се ковчегот носи на посебен начин. Гледате, тука е ковчегот, тука се алките и она мотка, оној стап дебел, кај што требало да се носи на рамењата. Сеќавате кога израелците поминувале низ реката Јордан, кој требало првен да загази во водата? Свештениците. И потоа го носеле ковчегот пред израелскиот народ, пред да се населат да влезат во ветената земја. Давид одлучил повторно да биде пренесен ковчегот Божи, ковчегот на заветот во Иерусалим, новој пат, онака како што Бог кажал. И така тоа го направиле. Почитувани браќи и сестри, 3 големи прашања пред да го завршиме ова размислување. Прво, од каде ние добиваме идеи за нашиот живот? Дали ги копираме идеите на овој свет и ги пременуваме, им даваме духовна конотација? Ги обложуваме со христијанска конотација? Второ, без обзир за што се работи, од каде ние земаме идеи? Дали тие идеи се Божи?
Дали тие идеи се благословени од Бога или се световни? Трето, дали превземаме идеи од општеството во кое живееме и се однесуваме според нив? Бог сака да ние пронајдеме идеи, да го пронајдеме патот кој се базира врз Библијата. Тие идеи да протекнуваат од Бога, а не од човечки умови. Зашто гледаме израелците ја прифатили идејата да направат кола, дрвена, нова, да земат волови кои никош не влекле кола. Таа идеја била световна, била од филистејците, доживеле трагедија. Сега Давид тоа го сватил, тоа го разбрал. Нека примерот на Уз, браќа и сестри, ни биде пример на опомена. Како да постапуваме со оно што е свето, оно што е Божје, оно што Бог го одредил дека е свето. Бог дал правила на однесување и според тие правила да се однесуваме и да живееме. Бог дал правила и во неговата црква. Ова црква е Христово тело. Ние сме органите. За ова црква Бог дал живот. Исус го пролил, го дал својот живот, ја пролил својата крв за неговата црква. Ова е невеста Христова. Ние сме органи. Господ нека ни помогне, браќа и сестри, да се поучиме од животот на Уз. Да ги почитуваме овие правила кои Господ ги дал. Да не се привикнеме, да не се навикнеме и да останеме тупи, неми, или толку да се навикнеме како да ни биде сеедно. Божја волја е да живееме според тие правила. Бидејќи Господ не гледа, Исус не наблюдува и тој не сака, му било жал за Уз, но Бог морал така да изреагира за следните генерации, да ја сватат озбилно работата и односот кон Бога. Бог не сака сите нас. Бог сака еден ден сите да бидеме со Него, но да не се подпираме на световните идеи, зашто тие идеи имаат примесе на сатаната. Сатаната знае да постави такви мрежи и во тие мрежи да не фати, како што сакал да ги фати и старите израелци, преку нивните непријатели, преку филистејците. Денеска истиот тој непријател е на сцена. Уште повеќе развиен, знаејќи дека има уште малку време, тој ќе прави нови идеи, нови стратегии со цел ние да ги прифатиме и едноставно да се укопаме во тие идеи, наместо да бараме мудрост и совет од Бога во неговата реч. Господ ни стои на располагање. Господ е тука поред нас, подготвен да ни помогне, да тие негови планови да бидат наши, односно нашите планови, тој да ги благослови и да се остварат во нашиот живот. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.